почнам од таму каде што академикот Камбовски застани, со прашањето што го постави како дилема или проблем. А тоа е каков третман треба да има договорот со Грција во овие уставни промени сега што ги правиме, со таа нагласка што академикот инсистира тоа прашање да биде решено со Уставниот закон за спроведување на амандманите. За да се реши овој спор сега што го има собранието со председателот на Републиката во врска со указот за прогласување на законот за ратификација. Јас имам поинакво мислење и предлагам на поинаков начин тоа прашање да се елаборира, но не само заради конфликтот што постои, туку пред се ради конзистентноста на овие уставни промени од една страна и од втора страна Македонија да фати приклучок со некои тенденции и процеси што се одвиваат во областа на уставното право уште од почетокот на 60-тите години па до денес. А тоа е вклопување во уставните текстови и на оние меѓународни документи или договори кои имат специфична тежина за одредена земја или регион. Договор од таков вид, кој има пошироко значење од билатерален договор, кој има поголемо значење од она што значи интерес на двете земји, има значење за регионот и за пошироко, токму е овој договор со Грција. Затоа предлагам да се тој договор смести во посебен амандман. И јас веќе го скицирав амандманот и предлагам амандманот 37 да гласи: договорот оваков како што е формулиран со сите овие негови елементи да биде составен дел на уставниот поредок на Република Македонија. Значи, договорот се конституционализира. Може да се каже и една поширока формулација. Тој договор е дел од правниот систем на Република Македонија. Или со новото име. Не е битно. Но идејата е да биде интегрален дел од уставниот или од правниот систем. Уставниот систем, како термин, е потесен поим од правен систем, но има една предност што алудира на уставниот карактер на договорот. Додека терминот правен систем е поширок, пофлексибилен и ги опфаќа повеќе нивоа. Исто е така прифатливо, бидејќи договорот има импликации не само врз уставните норми, поради кои се вршат промени со овие уставни норми, туку има импликации врз целиот правен систем. Што се добива со конституционализација на договорот? Прво и најзначајно, и поради тоа го предлагам, фаќаме приклучок или даваме конкретен пример како одредени конфликти кои постојат помеѓу држави, кои се основни субјекти на меѓународното јавно право, може да се решават по пат на договор, односно по пат на усогласување на политичките воли и на едната и на другата страна, и на Грција и на Македонија. Потоа, како тој договор, овој каков што е сега, се создава во интерес на тие две земји, но со покровителство на Обединетите нации и на меѓународната заедница. Како меѓународната заедница успева и има интерес еден таков конфликт да го подигне на повисоко ниво и да го нуди како решение и за други конфликти. На овој начин, фактички, ние сме свидетели на еден тренд, а тоа е
создавање на меѓународно уставно право или создавање на меѓународен устав. Овој договор има карактеристики и својства на устав и за Грција и за Македонија. Зошто? Академикот Камбовски во излагањето посвети поголемо внимание на императивните норми. Тоа се задолжителни норми содржани во договор за обете страни. И тоа материјални императивни норми од материјален карактер. Но, уште се позначајни автентично толкувачките норми, кои исто така имат уставен карактер. Нешто што домашно или национално уставно право не го познава, но со оглед на проблемите со кои што се соочуваат одредени региони, држави и заедници, избива на дневен ред како неопходност од продорот на уставното право во сферата на меѓународното право. Во тој контекст овој договор може да значи пример и то по наша иницијатива, како со негова конституционализација може да биде фактор на регулација на значајни процеси на поширок план. Ето, тоа е интересот на уставната наука. Што добива политиката и Македонија и македонското уставно право? На правно елегантен начин се надминува спорот помеѓу Собранието и Председателот на Републиката во врска со ратификација на законот на овој договор. Едноставно, со добивање на уставен статус, уставниот договор влегува во сила во ист момент кога амандманите ќе бидат прогласени. Односно, влегува во сила од моментот кога грците ќе го ратификуваат договорот и оној протокол за НАТО, што во овој случај не е битен и овој првиот елемент. Влегува во сила и немаме веќе конфликт, не постои конфликт помеѓу овие два централни државни органи. Потоа, уставниот договор кој добива уставен статус, представува повисок степен на самодисциплинирање на јавните власти, во овој случај на македонските јавни власти. Кога станува збор за имплементација на договорот од една страна и посебно во врска со неговото толкување. Бенефитите се големи, а никој не трпи штета. Овде може да се постави прашање дали Македонија има право според овој договор да донесе повеќе амандмани отколку што се предвидени во самиот договор. Со договорот е предвидено да се донесат 4 амандмани и така постапува нашата влада и предлагачот. Но, лично сметам, дека нема никаква пречка и други прашања од договорот да бидат предмет на уставно регулирање, ако таквото регулирање не е во спротивност од договорот. Не е во спротивност. Ја мислам дека грците би се радувале и не само грците, најмногу обединетите нации, ако договорот стане уставна категорија. Тоа е околу ова прашање, иако тоа може пошироко да се елаборира. На ова линија, на проширување на фронтот или на бројот на амандманите, треба да делува и тенденцијата на максимално искористување на сите придевки и именки на сето она што е македонско, како македонско содржано во договорот, да се преточат во уставните амандмани. На тој начин ќе можеме да го зајакнеме тоа што во јавноста се смета дека е ослабен идентитетот, дека се губи карактерот на македонската држава, особено статусот и карактерот на македонскиот народ како етнос. Затоа предлагам една одредба од договорот, која се однесува на државјанството. Тој е членот 3, точка 3, кај што стои државјанството на втората страна е македонско цртица граѓанин на Република Северна Македонија. Да биде нов амандман, 38 амандман. Што се добива со тоа? Формулацијата, така како што е напишана во договорот, подлегнува на различни толкувања. Но, тоа е нормално да има различни толкувања. Посебно е нормално во науката различно да се толкува. Но што се добива со таква формулација? Се добива формулација, се зајакнува прво придевката македонско влегува во устав, се врзува за државјанството
A to što znači? To znači integriranje. Integriranje na site delovi vo kategorija makedonski narod. U isto vreme, to je голема сатисфакција за носителите на македонскиот етнос, својата држава да ја чувствуваат како своја, како македонска. Оние пак граѓани или малцински заедници, кои што не им е прифатлив тој период, може да се чувствуваат како граѓани на Република Македонија. Значи, двојна формула на таа реченица, етнос и демос, отварат можност сосем поинаку да гледаме на нештата и на процесите сега што се одвиват и што ќе престои. А таа двојна формула е содржана веќе и во АСНО. Македонски народ и народот на Македонија. Јас сум поборник на тоа решение и затоа предлагам и дадов формулација државјанството исто така да биде предмет на нови уставни амандмани и давам посебна формулација и нудам правна техника како со тој амандман да се измени членот 4 од постојниот устав. Нова линија на извлекување, на максимално извлекување на сето она што е македонско од договорот и преточување на тој дух и на тие категории во постојните уставни амандмани треба да се однесува и за амандманот 36 за ставот први што го предложија 8 пратеници кои изразија поддршка, дека поддржа договорот и максимално сето она што го нуди членот 3 од договорот, кај што станува збор за карактерот на народот, за културата, за наследството, за јазик, на втората страна, во овој случај на нашата земја. Сето она што е поврзано со идентитетот за кој што зборуваше академикот Камбовски, без ограничување, без срамежливост. Тоа максимално да се користи и да се гради и да се афирмира тој етнички приод секаде во овој амандман. Треба да се овозможи македонскиот етнос да добие таков третман, бар таков третман како што има малцинските заедници во Република Македонија, гарантиран и развиен со постојниот член 48. Нека биде тој модел и за структурирање на македонскиот етнос. Тоа ако се направи, потпуно се релаксират односите. Сега нешто ќе кажам за овие амандмани што се предложени од страна на владата и во врска со одредени сугестии што се давани во јавната расправа. Добро е што сето тоа го имам напишано, преточено во одредени алтернативи, со усни забелешки, така да предлагачот или овластениот предлагач на амандманите во овој случај владата ќе има можност конкретно да ги види забелешките и да види што може од тоа да биде усвоено. Сега би се осврнал во врска со преамбулата. Јас во овој текст што го напишав нудам и алтернатива. Редактирана преамбула. Бидејќи по се изгледа дека во таа преамбула ќе се интервенира на повеќе места или на повеќе делови од нејзиниот текст. Прва интервенција за која што зборуваше и министерот Димитров и академикот Камбовски се однесува на оној дел што кореспондира со статусот на делови на народ. Наполно нема ништо да се изгуби ако тие зборови отпаднат. Нема потреба да се делат народи на делови народи. Или разлика помеѓу делови од народи и народот кој што има своја матична држава. Значи, тоа не е проблем и може да се изостави и правно-технички и без политички импликации. Клучно прашање е околу одлуките на АСНОМ. Предлагам одлуките на АСНОМ да останат така како што се формулирани. Со една мала додавка. Одлуките на АСНОМ набележани во прогласот, со целиот негов наслов. И ништо повеќе од тоа. Значи, одлуките на АСНОМ запишани или набележани, личарите ќе оценат кој термин е поадекватен, набележени во прогласот. Зошто е прогласот битен?
Ja ne znam, ministar Dimitrov sigurno znaje podobro od mene, čiji je toj predlog. Da li je naš ili je grčki predlog? Da toliko svega ne je to ni bitno. I ja kako profesor ustavno pravo ne su mu zabeležen proglas. Toj proglas je donesen doполнително. Znači, 5. ili 6. август. Znači, nekoliko dena po završеното заседание на АСН. И во тој проглас се наведени 9 одлуки. Сите тие одлуки се од уставен карактер. Кога студирав и јас, и колеги овде што се постари и помлади, вклучувајќи го и Димитар како помлад, и учевме, правевме разлика помеѓу конститутивни одлуки и неконститутивни. Потоа правевме разлика помеѓу правни одлуки и политички одлуки. Ко се во прашање конститутивни и други неконститутивни, се мисли само на неколку одлука. Конститутивна одлука е АСНОМ се конституира во Врховно законодавно извршно представничко тело, со цела на додавка. Втора одлука декларацијата, бидејќи кореспондира со правата. Трета одлука е јазикот. Тоа е уставна материја. Меѓутоа, во меѓувреме уставната материја се шири, па ги опаќа и другите одлуки. Како што е, например, правилникот за работа на президиумот. Тоа е уставно право. Или формирање на законодавно правна комисија, работно тело. Тоа е уставно. Да не ве замарам. Не треба да се прави разлика. Туку одлуките на АСНОМ забележени во прогласот. Зошто е прогласот битен? Бидејќи во прогласот отсуствува манифестот, кој што за првата страна е спорен, кој што е концептот на обединета Македонија. И верувам дека грците најмногу заради тоа почна да ги атакуваат одлуките на АСНОМ, не ради друго. Тоа е едно. Второ, во прогласот прва одлука е констатација дека Македонија како федерална држава е во сојуз, односно е дел од федеративна Југославија. Тоа е прва одлука. Значи се врши известна корекција на АСНОМскиот дух. Затоа може да се водат расправи дали е така корекција, дали е корекција или е нешто друго, не е битно. Битно е дека тој проглас повеќе се вклопува во овие процеси, особено во барањата на првата страна. Но тоа технички не може, не е проблем да се изведе, ништо не се губи, одлуките на АСНОМ остануваат, но и прогласот станува во овој случај уставна категорија. Тоа е во врска со преамбулата. Тоа прашање, мислам исто така дека може лесно да се реши. На крајот, овие уставни измени се многу полесни отколку што изгледат на прв поглед. Тежината е поврзана со политичкиот процес. Што овие промени, за разлика од сите претходни што ги имавме во Македонија, се изведуваат во договор со другата страна. Таков е договорот. Максимална доверба и усогласени ставови. А тој процес е потежок, но затоа е поблагороден. Бидејќи внесува нови вредности кои не може да ги внесе ни досегашниот метод, кога имаме суверен орган, имаме процедура, имаме мнозинство на гласови и под диктат уставната промена се усвои. Според тоа, потешко оди, но затоа тој процес од гледиштето на правна техника не представува некој проблем. Тоа што ќе се договорат двете влади, во овој случај, двете политички елити на двете земји, за струката нема да биде проблем. Струката во овој случај е уставно право. Треба само да помага, не да одмогне. Не да одмогне. И мене ме радува што главниот терет на овие уставни промени ги носи владата, бидејќи е политички процес. Влада не само што е потписник на договор, предлагач на амандмани, потоа со обврска да ги објаснува амандмани, да го креира јавното мислење. А науката не може тој терет да го носи. Таа може да дава идеи,
да потикнува, да артикулира и да формулира. Ово е политички процес. Ме радува што веќе се создави теориска база за афирмација на договорот и на се ово што се случува. Ете го, таа функција е и ангажманот на Мано, посебно излагањето на Камбурски и неговиот реферат, но веќе и одредени други текстови. Ме радува што начело на овие промени, како еден од главните учесници, е и колегата Димитар, кој што е правник. И ме радува што кога е тој во прашање не погреше. Доби висока оценка кога го полагаше предметот на сега тоа го користи, а осеќам дека покрај тешкотијата помалку се и радува. Благодарам.